Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум оделенски наставник Верка Мијајлевска од Основното училиште Круме Кепески, Скопје. Заедно сме во второ оделение на наставниот час по македонски јазик. На овој час ќе обработиме наставната содржина, реченици според дадени зборови. Од овој час ќе научиш зборовите се дел од реченица. Повеќе зборови формираат реченица. Да составиш реченица од дадени зборови со која ќе искажеш и запишеш една завршена мисла. Ајде на почетокот на часот, деца, да се потсетиме и да ги повториме изучените букви во овој период. Што гледаме на екранот? Точно, деца, 3 облачиња. А што има во облачињата? Точно, имаме различни сликички. Ајде сега да ги разгледаме, да ги анализираме сликичките и да ги откриеме почетните букви од секоја сликичка. И истите ќе ги запишеме. Што гледаме на првата сликичка од првото облаче? Точно, волк. На која буква почнува зборот волк? На В. Одлично, деца. Ајде да видиме што гледаме на втората сликичка. Дедо, браво! На која буква почнува зборот дедо? На Д. Одлично. Ајде да разгледаме третата сликичка. Што гледаме на третата сликичка? Уво. Одлично. На која буква започнува зборот уво? На У. Браво, деца. И ни остана уште последната сликичка од првото облаче. Што гледаме на неја? Ананас. Одлично. На која буква ни почнува зборот ананас? На А. Браво, деца. Одлично. Ајде одиме сега понатаму и си ги анализираме сликичките од второто облаче. Што гледаме на првата сликичка? Елен. Браво. На која буква ни почнува зборот елен? На Е. Одлично, деца. Што гледаме на втората сликичка? Вазна. На која буква ни почнува зборот вазна? На буквата В. Браво, деца. На третата сликичка го гледаме едно интересно животно кое што вие многу го сакате и често го цртате во вашите тетрадки. Тоа е тигар. Браво. А на која буква почнува зборот тигар? На Т. Одлично. Ајде да видиме што имаме на четвртата сликичка. Радио. Браво, деца. На која буква? Р. Радио. Одлично. Следната сликичка гледаме оса. Браво. На која буква почнува оса? На О. Одлично, деца. Тука имаме една сликичка која што машките посебно многу сакаат да играат фудбал. Топка. Точно. На која буква почнува зборот топка? На буквата Т. Браво. И на крајот имаме сликичката која што уште за малку ќе ни дојде нова година и ние сите дома ќе украсиме, а што? Елка. Браво. На која буква почнува зборот елка? На буквата Е. Браво, деца. Ги откривме буквите од второто облаче. Ајде сега да се потсетиме и одиме на третото облаче да видиме кои сликички се таму ги имаме. Што гледаме на првата слика? Инка. На која буква започнува зборот инка? На И. Браво. Следната сликичка гледаме летало. Браво. На која буква започнува зборот летало? На Л. Браво, деца. Потоа следува која сликичка? Што гледаме на неја? Око. Браво. На која буква ни почнува зборот око?
на О. Браво, деца! Следна сликичка ни следува. Ножички. Браво! Ние често ги користиме ножичките. На која буква ни започнуваат зборот ножици? На буквата Н. Одлично, деца. И на крај го имаме зборот снешко. Браво! Вие многу сакате да правите снешко. Ни почнува на буквата С. Одлично. Ги разгледавме, ги откривме сите почетни букви на сите сликички и сега малку ако пробаме да ги читаме, не ќе можеме да ги прочитаме, деца, зборовите. Ајде да се потрудиме од сите букви да составиме по еден збор. Под првото облаче од овие букви. Ајде малку да ги подредиме и да составиме збор. Д, У, дува. Браво, деца! Ајде да се обидиме од второто облаче да составиме збор. Ајде јас малку ќе ви помогнам. В, Е, Т, точно, ветерот. И на крај, од третото облаче, ќе го добиеме зборот С и силно. Одлично, па вие многу можете да ги поврзувате буквите во зборовите. Браво! Ајде сега да видиме колку зборови добивме. 3. Зборот дува, зборот ветерот и силно. Ајде да пробаме од овие зборови да ја составиме реченицата. Дува ветерот силно. Дува ветерот силно. Добивме реченица, ги составивме зборовите, но сега сите заедно ќе ја прочитаме. Потоа ќе анализираме и на крајот ќе заклучиме дали оваа реченица е точно напишана, дали ни искажува целосно завршена мисла и дали зборовите се подредени по редослед. Што мислите? Дали оваа реченица ни е правилно напишана? Не. А зошто? Точно, деца, затоа што речениците започнуваат со голема буква, а оваа реченица нас ни започнува со мала почетна буква. На крајот, точно, имаме точка, но ајде да видиме малку да ги анализираме дали правилно ни се подредени зборовите во оваа реченица. Што мислите? Можеме ли малку да ги измениме? Да, можеме. Може ли малку јас да ви помогнам да пробаме со првиот збор во нашата реченица да биде ветерот? Одлично. Што забележавме? Забележавме дека кога го ставивме ветерот, ни се промени и почетната буква. Одлично. Ајде сега втор збор во реченицата ќе го ставиме силно. Одлично. И на крај, како последен или трет збор во реченицата, ни остана зборот точно, дува. Ајде сега да ја прочитаме реченицата, деца. Ветерот силно дува. Што мислите? Дали оваа реченица е правилно? Да. Ни започнува со голема буква, на крајот ставаме точка и зборовите ни се правилно, точно, секој на свое место запишан. Ветерот силно дува. Деца, што забележуваме и што заклучивме? Дека секогаш, кога составуваме реченица, треба многу да внимаваме зборовите правилно да ни бидат подредени, за да имаме реченица со која што искажуваме точно завршена мисла или искажана мисла. Браво! Значи, од овој час требаше да запомниме дека зборот е составен од букви, два или повеќе зборови сочинуваат реченица, реченицата започнува со голема буква,
Зборовите во реченицата треба да бидат правилно подредени. Со реченицата секогаш искажуваме или запишуваме една завршена мисла. На крајот на реченицата секогаш ставаме точка или некој друг интерпункцијски знак. Сега, драги ученици, ќе имаме активност која што ќе ја работиме самостојно. На оваа самостојна работа, јас ќе ви дадам зборови, а вие зборовите ќе треба да ги подредите и да составите реченици. Најпрво, гледаме една сликичка на која што ни е представено девојче. Тоа има топка, се вика Јана и зборот носи. Следна сликичка. Имаме птица, која што е високо, која лета, и уште една сликичка на која што гледаме мечката, спие во длабок сон. Сега ќе го заплете видеото и ќе се потрудите да ги подредите правилно зборовите во речениците, а потоа ќе ги прочитаме и ќе видиме колку разбравме, научивме и колку точно ја завршивте вашата работа. Доволно е, деца? Мислам дека имавте доволно време. Имаме ли некој кој сака да ни ја прочита првата реченица? Да. Јана носи топка. Браво! Дали некој е готов со втората реченица? И ја има завршено? Одлично! Птицата лета високо. И на крај, дали имаме готов ученик кој има напишано реченица за третата сликичка? Одлично! Мечката спие во длабок сон. Браво, деца! Вие одлично си ја завршите вашата самостојна работа. На крајот од часот ќе добиете и домашна задача. Од дадени зборови ќе треба правилно да ги подредите и да составите реченица. Исто како што ги имавме активностите на овој час. Имаме Јана, имаме рибата и имаме кучето. Тоа сето ни е од левата страна. Од десната страна имаме зборови кои што треба да се поврзат и да бидат соодветни со зборовите кои што ви се од левата страна. Се надевам дека домашната ја разбравте и правилно ќе ја изработите. И утре сите ќе имаме точни домашни задачи. Мислам дека, деца, денеска се дружевме убаво, научивме многу работи и дека ви беше доста интересен часот. Затоа секогаш играјте. Низ игра започни од збор, додај друг збор, додај трет збор и состави реченица. Довидување до следниот час.